Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добродојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив во следните 60 минути. По речиси 40 години повторно се формира спортското друштво Љуботен. Се врши реставрација на фреско живописот на црквата Пресвета Богородица во Лешок. Локалната самоуправа Битола и Министерството за труд и социјална политика потпишаа договори за адаптација на градинките во Битола. А за почеток, бисерот на македонската патриотска песна "Проклети да се предавниците" и Гоце Арнаудов. Затроба во куќата на својот побратим. Добре дојде, тој му рече, биди гостин цела вечер, Господ рака да ти позлати. Седни тука, софра закити. Еј, јунак голем, како планина, запеј песна, налеј вино, да те памти вечно, сино. Јас ке одам конј да донесам. Запеј песна, налеј вино, да те памти вечно, сино. Јас ке одам конј да донесам. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале. Штом ќе лежат тие пари, да им тежат како казна Божја пресуда. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале. Биреј да им расте в душа, усни да им гризе суша, светот да ги коме до века. Душман дојде, жив го фатија, за парче злато брат го предаде. Ниту викна, ниту пукна, в лице брата тој го пукна и во ноќта црна замина. Ниту викна, ниту пукна, в лице брата тој го пукна и во ноќта црна замина. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале. И во гробот штом ќе лежат тие пари, да им тежат како казна
Твоја пресуда. Во продолжение да го проследиме обраќањето на протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Господу помолим сја. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Вчера нашата Света православна црква на 19 август го прослави големиот Господов празник, светлото и светлото преображение на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Што е всушност преображение Господово, зошто и од кога се слави? Православната црква според јулијанскиот календар утре, односно вчера, го одбележува преображението Христово, еден од големите христијански празници, што значи овој празник, зошто и од кога се празнува, нели сега ќе видиме во ова денешно наше излагање. Нашата Света црква, драги браќа и сестри, сеќавајќи се на сите настани од земниот живот на Господ Исус Христос, и овој пат пред нас изнесува еден чудесен по својата длабока смисла празник, празникот на неговото преображение на Таворската гора. Овој празник е востановен во спомен на собитието на Тавор, кое се случило 40 дена пред Христовата смрт и распетие. Кога Господ забележал дека апостолите не можат да ги разберат престојните негови страдања и дека во срцата се исполнуваат со тага, за да не ослабнат во својата вера, ревност и љубов кон него, ги извел на Таворската гора и им се покажал во својата ненадмирлива и несоздадена слава. Ако, како што веќе спомнавме, овој празник се случил непосредно пред страдањата Христови, односно пред точно 40 дена, тогаш би требало тој празник да се празнува некаде во месец март, според празнувањето на светлото Христово воскресение. Но тоа време се совпаѓа со периодот на Светата Четириесетница и бидејќи не можело да се торжества во периодот на Великиот пост, затоа овој празник е пренесен да се празнува на 19 август. Датумот не е случаен, бидејќи е 40 дена пред празникот воздвижение на честниот и животворен крст, Крстовден, кој исто така наликува на Велики петок. Празникот Преображение започнал да се слави во источниот дел на Византиската империја во периодот помеѓу 6 и 8 век. Веќе во 8 век тој е раширен из целиот христијански исток, а додека на запад, иако почнал да се празнува малку порано, својот конечен облик го добил дури во 15 век. Инаку, специфично за овој празник е тоа што на литургијата после, зад амвоната молитва, се благословува и осветува грозие. Тогаш за прв пат може да се јаде од овој плод. Во мигот, која е таинствената смисла на празникот на Преображението Господово? Во мигот на Преображението Христос, драги браќи и сестри, ги озари апостолите со својата неискажлива светлина и сакајќи да им ја покаже светлината на скорешното негово воскресение, он истовремено им ја покажа и правобитната човечка убавина. Он сакаше човекот да го дознае своето потекло, да види чиј образ тој го носи, во каква слава и чест и убавина е создаден и кон што е повикан. Црквата, пак таа силна чуварка на свештеното предание, го упатува својот повик до човекот до осознавање и постигнување на неговата најдлабока и најсуштинска животна цел, неговото лично преображение, обожување кое е гледање на несоздадената светлина. Таа пак е доживување на Царството Божјо и паралелно со тоа предвкус на идните блага.
Светлото преображение ни покажува и што представува нашето собирање како црква. Тоа не е просто собирање на луѓе, туку собирање на преобразени личности кои се поврзани со врските на љубовта, радоста во Бога, заради прослава на неговата жртва за спасение на човештвото. Ако преображението е централен настан на спасоносното учење на црквата, бидејќи ја покажува целта на постоењето на човекот, а таа е личното преображение и обожение, тогаш таа истовремено и го поттикнува човекот да дојде до посакуваната цел. И за да би можел човекот да го доживее тоа, најнапред треба да го очисти своето срце. По мерата на очистување на нашето срце добивме и просветлување од озгора. Во овој контекст црквата, драги браќи и сестри, секогаш не повикува и кон нашето лично искачување на Таворската гора за и нам да ни биде добро. Господи, добро ни е да бидеме овде, му рекле апостолите на Христа, за да го чувствуваме Божјото благодатно присуство, посакувајќи тие мигови никогаш да не завршат. Но истовремено таа и не подсетува дека заради нашите слабости можеме од таму, од Тавор, да се најдеме на Голгота. И пак вели дека за да се искачиме на Тавор, претходно треба да се распнеме на Голгота. Незиниот непрестаен повик е непрестајно искачување и еволуцијата. Во црквата зборуваме за еволуција на човекот, не од мајмун до човек, туку од човек кон Бога. Оваа црковна теорија за еволуцијата дава смисла за живот и ги задоволува сите внатрешни проблеми и екзистенцијални немири на човекот. Значи, светлото Христово преображение е основен момент во животот на човекот. Впрочем, живееме во црквата и не се стремиме да бидеме само добри луѓе, туку да бидеме богови по благодат. Црквата денес не кани да ги отвориме дверите на нашето срце за таму да го населиме Бога и сите луѓе, да подариме повеќе љубов, да се преобразиме не само себе си, туку и со својот живот, со својот пример и сите околу нас да ги преобразиме. На таква висина денес не кани нашата света црква. Драги браќи и сестри, по тој повод и вчера, нели со почеток во 10:30 часот, го прославивме овој голем ден, го осветивме лозовиот плод во кој што секогаш и секоја недела и секој празник и секоја литургија го употребуваме и преку осветувањето на тој лозов плод ние го примаме телото на нашиот Спасител Господ Исус Христос. И секогаш да ни бидат овие зборови кога се појавил и се отвориле небесата, им вели, се слушна глас кој вели: овој е мојот возлюбен син, не го послушајте го. Значи секогаш, драги браќи и сестри, да биде на ум и да ни биде на ум на сите, за да се преобразиме во нашата душа и во нашето срце, а и да ги преобразиме и другите, треба да го послушаме гласот на Бога, кој што вели за Христос: овој е мојот возлюбен син, не го послушајте го. Да го слушаме Бога преку Светото Евангелие, преку добрите постапки и како такви да се преобразиме и да го наследиме Царството Божјо, заради тоа што храмот е токму Царството Божјо на земјата и секогаш црквата треба да ни биде место каде што секој од нас, кога ќе влезе внатре, самиот да помисли како апостолите што рекле: Господи, толку ни е убаво овде, ајде да направиме 3 сеници, една за Тебе, една за Мојсеја и една за Илија. Така и ние, секогаш во нашите души, треба да бидеме преобразени, да се почувствуваме кога ќе влеземе во храмот, да ни биде убаво и секогаш да велиме: Господи, навистина овде ни е убаво место, го наоѓаме мирот и токму местото за мирот е светиот храм, кој што ние секогаш, драги браќи и сестри, треба и во секое време и да го посетуваме и преку тоа да се напојуваме, нели, од
непресушниот извор. Нека Господ Бог на сите ни дарува телесно здравје, нека е честит овој голем ден. Повелете и утре на Света Божествена литургија да го прославиме, односно да ја прославиме 10-та недела по Педесетница, каде што ќе го прочитаме Светото Евангелие и ќе се поучиме за наша духовна наслада од Светото Писмо и светите зборови кои што ќе ни бидат дадени токму на тој ден. Нека е честита славата на сите што го слават светлото преображение Христово, а и на сите нас Господ Бог нека ни дарува телесно здравје и духовно спасение сега, секогаш и во сите векови. Амин. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани парохијани, драги браќа и сестри, во сабота на 27 август 2022 година со почеток во 8 часот наутро ќе започне традиционалниот фестивалски голф турнир. Сите што се заинтересирани и играте голф, можете да се регистрирате преку онлайн на веб страната на Атлетик клуб. Турнирот во голф е под покровителство на нашата црква, Рождество на Пресвета Богородица, а е организирано од страна на нашиот Атлетик клуб, на кој чермен е Стиви Василевски. Местото каде што ќе се одржи турнирот е Грејстон Голф Корс, кој се наоѓа на 31-та милја и Маунт во Вашингтон Тауншип. Сите сте добродојдени. Драги браќа и сестри, во недела на 28 август 2022 година во нашето игралиште кое се наоѓа во кругот на нашата света црква, Рождество на Пресвета Богородица, ќе се одржи традиционалниот турнир во мал фудбал. Сите екипи можат да се пријават кај Алекс Василевски, кој е и чермен на фудбалскиот турнир. Повелете, сите сте добродојдени да го проследиме овој турнир кој ќе се одржи во нашата црква. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до досна вечерта. Повелете, сите сте добредојдени. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски.
За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Silna pesna raspugala šarpa.
Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. На реставрација на фреско живописот во црквата Света Богородица во Лешок од 17 век се работи изминативе десетина години, но само периодично. Неколкумина луѓе во Македонија работаат како конзерватори за заштита и обнова на овие делови од црквата, па не ни можат да постигнат тоа да го прават на сите места. До крајот на месецот ќе работаат тука, па продолжуваат на друга локација согласно годишната програма за работа која предвидува реставрација во различни фази. Во државата сме само неколку конзерватори за ѕидно сликарство која работаат оваа професија, вели Владко Муковски, конзерватор за ѕидно сликарство. Во држава сме само неколку конзерватори за дзидно сликарство кои работат оваа професија. Значи имаме голема потреба од стручен кадар во оваа област, која знаете тој стручен кадар не можете вие да го увезете или да го донесете, туку треба да го создадете со години, со присуство, теренска работа, со едукација, со непосредно работа на институт се создава тој кадар. Потребни се повеќе стручни лица, вели Муковски, околу заштита на црковната архитектура. Сега тоа го прават работници од градежни компании кои претежно се занимаваат со градба на куќи и згради. Ми се чини дека треба повеќе државата да посвети внимание токму на тој момент кој и како ги заштитува овие споменици на култура. Значи, доколку ние дозволиме фирми кои немаат искуство и немале искуство да работат, ќе се соочиме сигурно со проблеми. Така што мора тоа да се посериозно малце да се размисли на таа проблематика. Во црквата Света Богородица во Лешок се работи на фреско живопис од два периоди, од 17 и 19 век. Некаде се отстранува поновиот за да се презентира постариот. Сето тоа оди споро, се работи рачно и потребна е голема прецизност. Секоја фреска има своја проблематика, зависи кој е оштетувањето и степенот. Не може да се земе као, баш ќе кажам во градежништво, да се земе норматива дека за 1 квадрат е потребно ден-два. Може би вие на некоја ситуација се соочите 20 дена на 1 квадрат за да спасите еден живопис. Но станува збор за, пак ќе кажам, една професија која сепак е ризична во смисла се работи со химикали, се работи на висина, се работи на скеле, така што бара концентрација, бара внимание, за да сето тоа се зачува и заштити како што треба, професионално. Во олтарот на црквата Света Богородица во Лешок се најдени делови од фреско живопис и од 14 век. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Човек би
Ako me sakaš, sakaj me, zemi duša, zemi se. Čovek vidi, otvori duša, jaz ke te poslušam. Čovek vidi, otvori duša, jaz ke te poslušam. Ako me sakaš, sakaj me, zemi duša, zemi se. Čovek vidi, otvori duša, jaz ke te poslušam. Čovek vidi, otvori duša, jaz ke te poslušam. Почитувани парохијани, драги браќа и сестри, во сабота на 27 август 2022 година со почеток во 8 часот наутро ќе започне традиционалниот фестивалски голф турнир. Сите што се заинтересирани и играте голф, можете да се регистрирате преку онлайн на веб страната на Атлетик клуб. Турнирот во голф е под покровителство на нашата црква, Рождество на Пресвета Богородица, а е организирано од страна на нашиот Атлетик клуб, на кој чермен е Стиви Василевски. Местото каде што ќе се одржи турнирот е Грейстон Голф Корс, кој се наоѓа на 31-та милја и Маунт во Вашингтон Тауншип. Сите сте добродојдени. Драги браќа и сестри, во недела на 28 август 2022 година во нашето игралиште кое се наоѓа во кругот на нашата света црква, Рождество на Пресвета Богородица, ќе се одржи традиционалниот турнир во мал фудбал. Сите екипи можат да се пријават кај Алекс Василевски, кој е и чермен на фудбалскиот турнир. Повелете, сите сте добродојдени да го проследиме овој турнир кој ќе се одржи во нашата црква. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до досна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000.
Marketing.
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски и министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска подпишаа два значајни договори преку кои е дефиниран начинот на реализација и финансирање на активностите за адаптација на дел од објектот на домот за доенчиње и мали деца во Битола во детската градинка која ќе биде во состав на јавната установа Мајски цвет. Преку овие два договори практично ќе обезбедиме подобра иднина за нашите граѓани, овозможувајќи им згрижување на нивните деца во објект наменет за детска градинка. Општина Битола ќе финансира 30% од предвидената сума за градежни работи и адаптација на објектот, односно околу 4 милиони денари, средства кои ќе бидат обезбедени од буџетот и планирани во годишниот план за јавни набавки. Исто така, општината обезбеди средства за изработка на проектот за адаптација. Општина Битола со години има долга листа на чекање на деца за прием во детските градинки. Како локална самоуправа, максимално се залагаме да се изнајдат законски решенија со кои ќе биде надминат овој горлив проблем за родителите, особено за оние кои одат на работа и немаат каде да ги остават своите најмили. Подпишувањето на договорите е токму во таа насока да се обезбеди капацитет за нови 80 места за деца од прешколска возраст. Присуството на министерката исто така го искористивме да разговараме и за преостанатите две детски градинки кои се започнати во Битола, а треба да се завршат со поддршка од Министерството за труд и социјална политика, а кои се уште не се реализираат со потребната динамика, рече градоначалникот Коњановски. Ваквата инвестиција е потребна на Битола, истакна министерката Тренчевска и посочи дека ги охрабрува и другите општини да доставуваат проекти за изградба, доградба и адаптација на простори со цел нивно наменување во детски градинки. Заедно со општината ќе делуваме во рамките на стратешките определби преку поддршка на активностите од јавен интерес за унапредување, промоција и поддршка на политиките за развој на детската заштита. Целта е да придонесеме кон зголемување на опфатот на деца во детските градинки. Како министерство се залагаме за што поголема соработка со општините и напредување на животот на граѓаните да доаѓа токму преку заложбите на локалните самоуправи, рече Тренчевска. Предвидениот рок за изведба на градежно-занечиските работи на градинката изнесува 10 месеци, сметајќи од денот определен за вовед во работа на изведувачот. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани парохијани, драги браќа и сестри, во сабота на 27 август 2022 година со почеток во 8 часот наутро ќе започне традиционалниот фестивалски голф турнир. Сите што се заинтересирани и играте голф, можете да се регистрирате преку онлайн на веб страната на Атлетик клуб. Турнирот во голф е под покровителство на нашата црква, Рождество на Пресвета Богородица, а е организирано од страна на нашиот Атлетик клуб, на кој чермен е Стиви Василевски. Местото каде што ќе се одржи турнирот е Грејстон Голф Корс, кој се наоѓа на 31-та милја и Маунт во Вашингтон Тауншип. Сите сте добродојдени. Драги браќа и сестри, во недела на 28 август 2022 година во нашето игралиште кое се наоѓа во кругот на нашата света црква, Рождество на Пресвета Богородица, ќе се одржи традиционалниот турнир во мал фудбал. Сите екипи можат да се пријават кај Алекс Василевски, кој е и чермен на фудбалскиот турнир. Повелете, сите сте добродојдени да го проследиме овој турнир кој ќе се одржи во нашата црква. Старо младо станува на
знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците, да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Свири гајдачи, дур нераздени, свири гајдачи, сви ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Свири гајдачи, дур нераздени, свири гајдачи, сви ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. По речиси 40 години повторно се формира спортското друштво Љуботен. 10 клуба од најстариот тетовски спортски бренд ќе екзистираат заедно. Гостин во нашата програма е Владимир Свртинов, еден од иницијаторите за формирање на спортското друштво Љуботен. Значи, Владимир Свртинов ни е гостин денеска, ќе се оформи иницијативен одбор за формирање на спортско друштво Љуботен. Сгреши Свртко негде? Значи, иницијативен одбор се формира за формирање или враќање на старото спортско друштво Љуботен, кој што е спортски препознатлив во Тетово као градски бренд. Апсолутно. Да. Во моментов активни има 10 спортски клубови, од кои што се женски и машки фудбалски клуб Љуботен, атлетски клуб Љуботен, женски одбојкарски клуб Љуботен, кошаркарски клуб Љуботен, тука е тенискиот клуб Љуботен, ски клуб Љуботен и карате клуб Љуботен. И планинарско, патја. И планинарско друштво, да. Да. Сега, што значи формирање на спортско друштво Љуботен? Мислим, идејава е за поздравување, извонредна е. У суштина, што би било бенефит да се направи спортско друштво Љуботен, а не да плива клубовите сами. Вака сега, бидејќи нема координација помеѓу спортскиве колективи, ова е еден вид на координација под бренд Љуботен. Така, тетовски бренд Љуботен. Прво е воспоставување на соработка. Добро. Спортско друштво сепак има поголема тежина од останатите спортски колективи. Да, значи, поединечно, што значи дека ќе се залагаме за сите решавање на сите проблеми заеднички, што ги имаат сите спортски колективи. Под печат на спортско друштво Љуботен. Под печат на спортско друштво Љуботен. Тука ќе има помош и во разни финансиски бенефити, потреби, бидејќи денеска сите клубови малте не имаат проблем со финансирање. Да. Тоа е најсериозниот проблем. Така и ќе се има една координација ради поврзување со други спортски друштва низ цела Европа, низ цел свет. Сепак тежината е поголема. Ќе воспоставиме односи, релации со Агенција за млади и спорт и останатите федерации спортски низ државата и надворот
Дали ова у суштина значи, еве вие направивте една иницијатива у овиот момент да го земете рецимо малата сала у Така е. у ова спортскана сала доле, тоа би значило дека може сите членови на сите спортски друштва од Љуботен да го користа Ма истата сала и други спортски колективи. и други спортски. Да, затоа што спортот нема граници, не препознава брендови. Да. Ова тоа би значило у секој случај дека секој спортски клуб кој би тражел посебно, сигурно поќе би плаќал отколку што сега кој би било заедно. Така, не, проблемот е што се кубери со термини во школските сали. Аха. Значи, сепак предимство имаат учениците во школските сали и останува мал дел на термини кои што се релативно подоцно се 19 часот, 20-27, што за млади категории е доцно време. Оваа сала би била користена 24 сати, значи според можност, според програма. Но целта е да се стави функција големата сала, за која веќе имаме најава на средства од ФИБА, добар дел, затоа што... Од ФИБА? Да, од ФИБА, да. Разговаране со Богославле Стошкарица, тие се извршни директори од ФИБА, затоа што таа сала која би се ставила функција ќе има над 5000 гледачи, околу 5000, што влегува во рангот на сали кои што се подобни за надпревари организирани од ФИБА. Да. Нема се покрие целосно сумата потребна, но го доста добар дел. Ова ме изненади, ова не знаев. Да, тоа не знаевте. Чекаме да се реши проблемот со салата. Внатре би се направили оддели канцеларии малечки на сите клубови кои екзистираат у Тетово, кои што се заинтересирани на користење на салата, една фитнес сала која би користеле спортистите, така да се би имале на едно место. Вака се раштркани, доста дел адресите на клубовите се по домашни адреси. Индивидуалци. Индивидуалци. Тука би биле сите, подобро би се координирале, подобро би се работувале и да се издигне нивото на спортската култура поголемо Тетово. Што фали? Добро, кој тргна иницијатива за спортско друштво Љуботен, како ga прифатија? Со воодушевање сите дојден. Да? Да, сите дојден, максимално да. До 86-та година постоеше. Од тогаш тоа се растура, промена, нели, тогаш беше све на некое државно ниво, финансиите идеа таму, имаше спортско друштво, ако се сеќавате, имаше и своја томбола, бинго. Кој е најстар и кој е најмлад клуб у спортско друштво Љуботен? Сега најмлад знам кој е. Најмлад знаем кој е најстар. Најстар е, да, фудбалски клуб Љуботен 919. Најмлад нема, може што сега у фаза ќе бидат формирани и други клубови. Како пинг-понгарски клуб и други останати, значи најмлад нема да има. Машкиот кошаркарски клуб веќе постои, веќе е член на Федерација кошаркарска на Македонија и ќе почне да се надпреверува 2022-2023 у 3 категории. Сениори 3-та лига, младинци до 18 години и кадети до 14 години. Па овој кошаркарски камп што беше во Фрушка гора, тоа е околу 15 години. Таму доаѓаат најеминентни српски други работници. Да, таму е Данилович, таму е Дивац, таму се Ѓорѓевич доаѓаат, Паспаль. Последно мислам дека имаше од тој 3-3 Булут беше таму со деца. Шампиони да. И е финансирани од Америчка амбасада секоја година и останатите институции спортски у Србија. Тоа е нели нови. А средствава децава што беа у кампот не плаќаја. Браво бе Свртко. Браво Свртинов, значи алоудет. Браво. Не плаќаја децата. Беа исто и на мини баскет под ФИБА што е во Врање учествува. Најмалечките, тоа се до 12 години, освоја направија добар успех таму, сите надпревари ги победија, така да има... Браво, бе, дечиња! Има сериозни капацитети клубот да функционира и понатака. Нас не изненади што најмалце 10 девојчиња се пријавија за да тренираат. Значи, затоа ни е и таа идеја за оформување на женска кошарка. Така, да. 10 девојчиња, антрополошки многу добро, изгледа, да. Високи, високи, фини, да. И тоа од најмала возраст, од 8 години па нагоре. Кој ќе биде председател, не знаемо. Наше мислење да препуштиме на постарите,
Добро. поискусни, постари, така да мислам дека ги има- испочитуваме. Да, има, да. Треба да се Има испочитува. тежина. Да, Има има тежина. цел живот да. работа во спортот, така да треба да се испочитуваат тие. Само да и кажемо, например, на Сијачкиот клуб е председател Жарко Тарковски. Така, На Обокарскиот женски клуб е Драшко Чајка. Чајка и на атлетскиот Крста Серафимовски. Да. Цел Значи, живот вложиле во спортот. Сите са еминентни имиња Така. во спортот у Тетово. Бараме да им даеме до знање дека тоа што го работеле ние го цениме до сега. Добро, финансискава структура ќе биде индивидуално на клубовите, а координација ќе прави само спортското друштво. Така, координација и што може ние да обезбедиме финансиски средства, да се помага у одреден момент кога имаат проблеми финансиски, да се подржи некој надпреварување, патување и тие работи. Спортското друштво како спортско друштво може да направи влесна средства независно од Може да. од клубовите. Може. Да? Да, имаме, нели секогаш има луѓе кои финансираат, финансиери и поддржуваат шиен спорт, така да и многу интересно што доста фирми пројавија интерес да поддржат тоа. Што збориш? Тетовски фирми, да. Браво. И малечки, средни и големи, така да мислам дека ќе нема проблеми. Имаше уште една Оделоденета. идеја, извини, ваќаш, имаше уште една идеја интересна, Свртко мене ми ја кажа околу стадион. Значи, има начелен договор да се изгради стадион во атар на село Фалише за потребите на женскиот клуб, љуботен и за машките и за останатите Нема да ми клубови. кажеш дека УЕФА ќе даде пари. Нема да даде УЕФА и други се изворите на финансирање, а тоа кога ќе се дојде до решение ќе ви известиме благовремено. Не, ова са ајде некои си Идеја погледи одамна. кои што сме ги добиле од други федерации, од други спортски колективи, со некои кои што се му добри односи, гледам како функционира и би сакале тоа да се спроведе овде. Дел Хрватска, дел Србија имаат сериозни проекти и планови и затоа нивниот спорт е далеко на повисоко ниво. Ние може нема да стигнеме тоа ниво што го имаат тие, Али никад не реци никад. но Треба да се проба. тежно е да Никогаш се не изработи. Треба да се Да. изработи. Знаеш што е интересно у тие сите муабети, пошто пази, sky is the limit, ама everything depends on money. Они у целото тоа нивно постоење, пошто нели направиле контакти ваму таму овона, они финансиските средства најголемиот дел ги повлечува од големиве европски федерации како што е FIBA, FIFA. Така е, да. И имаат поддршка од локалните и од државните институции кои се занимаваат со спорт. Да. Така да секогаш има и секогаш може да се најдат средства, тие средства не се кои знае колку големи, но доволни за да почне да се работи сериозно. Значи ако има резултат, секогаш има спонзори кои се подготвени да ви изфинансираат. Но Да. за да се дојде од тој резултат треба работа. А сериозен пристап на секоја работа носи и успех и напредок. Кој беше иницијатор на цела работа? Иницијатори, ние два-тројца кои сме во управата на клубот, Добро. и на иницијатива се придружија уште десетина луѓе кои што сами пројавија желба. Зборимо за кошакарскиот За кошакарскиот клуб, А иницијативава за спортско друштво? Кошакарски клуб Љубот. Да? Да. Сега имаме и ние, може тука да ви најава нешто, една Добро. студија и една програма кој што планираме спортско друштво Љуботен да биде пилот проект во Тетово. Се оди на работа со деца од најмали возрасти 2-3 години, да се почне на основа генетско-антрополошки испитувања, медицински, Кај што се прави у свет. како што се прави во свет, Да. почнува со работа за моторика и координација на децата, да се види кои са проблеми, има проблеми со кичма, искривување, деформации, сколиоза, табани, тие Да. работи, и да работиме на тоа. И у догледно време кој ќе направи до 10 години возраст, можеш да ги насочиш во кој спорт има предиспозиции. Така да, разговарање со Агенција за млади и спорт, следна недела очекуваме што да се вклучени се професор од медицински факултет, генетичари, Ова ќе биде пилот проект. пилот во Тетово, да. Ние ќе име дадеме програмата на Агенција млади и спорт, но со услов да биде пилот во Тетово. Значи ќе биде вклучен и деканот на ДИФ, на факултетот за физичка култура Ленче, кој што е врвен психолог. И некој лекар од медицински, тука нашиве професори по физичка култура. И оваа студија беше базирана на една студија германска пред 20 години, Добро. која што има добра калкулација направено германците. Пази, Добро. тоа се случува значи минатиот век, пред 2000 година. Германците процениле, пресметале дека 1 милион
вложен во спортот, заштедува 7 милиони во здравство. Много интересно. Многу интересно, да. Студијата, програмата е одлична. Значи има све застапено. Од генетски предиспозиции до антрополошки, до здравствени, до спортски, психолошки нормално, да. Така да децава ги насочиме на прав пат. Господин Свартинов, вие спиете понекогаш? Понекогаш. Ова беше Владимир Свартинов, оперативец на КК Љуботен и спортско друштво Љуботен. Почитувани парохијани, драги браќа и сестри, во сабота на 27 август 2022 година со почеток во 8 часот наутро ќе започне традиционалниот фестивалски голф турнир. Сите што се заинтересирани и играте голф, можете да се регистрирате преку онлайн на веб страната на Атлетик клуб. Турнирот во голф е под покровителство на нашата црква, Рождество на Пресвета Богородица, а е организирано од страна на нашиот Атлетик клуб, на кој чермен е Стиви Василевски. Местото каде што ќе се одржи турнирот е Грейстон Golf Course, кој се наоѓа на 31-та милја и Маунт во Вашингтон Тауншип. Сите сте добродојдени. Драги браќа и сестри, во недела на 28 август 2022 година во нашето игралиште кое се наоѓа во кругот на нашата света црква, Рождество на Пресвета Богородица, ќе се одржи традиционалниот турнир во мал фудбал. Сите екипи можат да се пријават кај Алекс Василевски, кој е и чермен на фудбалскиот турнир. Повелете, сите сте добродојдени да го проследиме овој турнир кој ќе се одржи во нашата црква. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до доцна вечерта. Повелете, сите сте добредојдени. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните сопственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel вија представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopuva. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavina. Kako miris na gorod cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreken od mene. Nema tvarica mladih ljubeni so takva. Ljubov golema. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Срце ми е полно и душава od tvoja ta ljubavina. Kako miris na gorod cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreken od mene. Nema tvarica mladih ljubeni so takva. Ljubov golema. Srce mi je polno i dušava, srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavina. Kako miris na gorod cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreken od mene. Nema tvarica mladih ljubeni so takva. Ljubov golema so takva. Ljubov golema. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Краткиот документарен филм Нераскажаните приказни за верските празнувања вчера ја доживеа својата премиера во Тетово. Филмот ги прикажува верските обичаи околу празнувањето на најголемиот христијански празник Великден и најголемиот празник кај муслиманите Рамазан Бајрам. Во документарецот се прикажани две семејства соединети на едно место. Ги посочува разликите, односно сличностите на начинот на празнување. Тие се добар пример за соживот и верска толеранција во Полошкиот регион. Впрочем, тоа била и главната цел на овој проект, организиран од Центарот за едукација и развој
И еве што вели за овој проект Метин Муарими, председател на овој центар. Документарот се снима околу 2 месеци, значи со подршка од една добра продукцијска куќа од Тетово. Значи се изготви токму за, мислам беше многу реално и се изготви токму за овие празници и сакаме, значи на еден начин, бидејќи во Полошкиот регион постои таа меѓурелигиска толеранција и сакавме овој модел на добра соработка да го издигнеме на повисоко ниво и истото да го прикажеме како добар модел не само на национално, туку и на регионално ниво, бидејќи знаеме дека и за Великден, и за Бајрам или за сите други мислам настани кои религиски што се случуваат во регионот, има многу поддршка и има многу сличности отколку различности. И токму овој елемент сакавме преку овој филм за кој зборуваат мислам главните, можеби се каже, јунаци од регионот. Промоцијата на видеодокументарниот филм е дел од кампањата на Центарот за едукација и развој од Тетово и канцеларијата на NDI во Македонија за зголемување на меѓуверската толеранција и меѓурелигиската соработка за понатамошно зајакнување на одржливиот развој на нашето општество. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, тоа би било се што ви подготвив за денес. Се слушаме следната сабота во исто време. Ви посакувам убав ден. Насред село големо, извор вода студена, до водата студена, прават свадба голема, еве ја невестата, орото го заигра. Што убава си невеста, маш
Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.